Ова е пругата покрај која поминува дел од патеката на голем број мигранти кои транзитираат низ нашата држава со надеж дека ќе стасаат до некоја од земјите на Европската Унија. Патеката се наоѓа во непосредна близина со грчката граница и на околу 100 метри од Ѓевѓелија. По неа голем број мигранти се обидуваат да стасаат до нивната ветена земја, но тоа ретко на кој му успева. Обидот да се дојде до подобро утре за некој од нив заврши и трагично. По патот на мигрантите тргна и дневниот вестник Вечер, кој вчера објави ексклузивна репортажа за бегалците претежно од Блискиот и Далечниот Исток. Доктори, инженери и информатичари се професиите на некои од мигрантите, кои екипата на Вечер ги затекнала во непосредна близина на границата. Вестникот пишува дека меѓу нив има и цели семејства и сите тие имаат една иста приказна. Сите бараат подобар живот и бегаат од војните и сиромаштијата во нивната земја. Сириците, познате, они бегаат од војната. Повеќето се од градови што или се разурнати или па се води конфликтот во нив помеѓу што е во Сирија. И заради тоа избегале. Некој имал закани, некој изгубил нешто таму, некој му срушиле дом, работно место и поради тоа си одат. Што ли само си одат за да живеат подобро, за да можат да се пружат подобар живот на себе, на своите деца, на своето семејство. Правда им кажам дека четворица сирици загина таа ноќ. И ги прашав баш како они не го чуле возот. И знаете што ми одговорија? Кога ќе одиш 4 дена по пруга или по пат, транс си више. Не слушаш, не осеќаш ништо. Ништо, само одиш механички како робот. Изгледа и ради тоа им се случува. Ексклузивните фотографии преку кои е раскажан само мал дел од тажните човечки судбини ги подпишува фоторепортерот Наќе Батев. Тој вели дека и покрај големото искуство и професионалност проработеле и емоциите, бидејќи никој не можел да остане рамнодушен на тажните човечки приказни. Патот да го изодиш до таму воопшто не е тежок, затоа што коридорот каде што поменуваат е буквално до самите пруги. Меѓутоа тежок е емоционалниот моментот кај што ќе треба да се сретнеш со луѓе кои се тотално во незавидна ситуација. Од почеток се договоривме со луѓето да нема фотографирање. Значи они сакаат да биде нивната приказна слушната, меѓутоа се плашат за својата безбедност, што е нормално, мислам, кога си у таква ситуација. Меѓутоа, уз разговор успеавме да направиме мал дел. Значи, таму сликите што ги видовме се фрапантно шокантни, така да треба малце и да си чист сам со себе, дали за да можеш да го фотографираш тоа. Според официјалните податоци на МВР, од декември минатата година до септември годинава, откриени се 1294 мигранти од земјите од Северна Африка и Блискиот и Далечниот Исток. Најголем дел од нив илегално ја минале јужната граница и влегле во државата. Годинава пак се откриени 40 случаи на криумчарење на мигранти, зашто кривични пријави притвор добиле 80 осомничени лица. Од почетокот на годината пак, во прифатниот центар во Газибаба се сместени вкупно 510 мигранти.